А оно што следува сега во продолжение на нашата програма е секако линковското вклучување од терен, од лице место на нашата Ирена Спировска. Еве, ја гледам веќе Иренка и на екран. Ирена, добро утро. Заедно си во друштво со Илија Ампевски Ампе, со кој што ќе го најавите неговиот прв солистички концерт, кој што ќе се случува вечер на 8 мај во Домот на армијата на Република Македонија со почеток во 20 часот. Сите детали ќе ги слушнеме во разговорот што следува. Повелете ве, слушаме. Така, Ирина, поздрав до тебе, поздрав до гледачите на телевизија Алфа и на нашата утринска програма. Како што најави и ти, вечерва 8 мај со почеток во 20 часот во Домот на армијата, конечно ќе се случи солистичкиот концерт на виртуозот на кларинет и саксофон Илија Ампевски Ампе, кој после 35 години успешна светска кариера, еве конечно ќе ја почести домашната публика со вистинска магија во која ќе може да уживаат сите присутни. Овој концерт е од хуманитарен карактер, средствата собрани од продажба на билетите ќе бидат донирани на семејствата на настраданите од пожарот во Кочани. Илија пристигна пред само неколку дена во Македонија, затоа што веќе одамна живее во Сиднеј, Австралија, а деновите нормално ги користи за проби и соработка со неговите колеги кои вечерва ќе го придружуваат на сцената. Добро утро и добре дојде дома. Добро утро, добро најдов. Долг пат помина со желба да подариш на македонската публика, на твоите пријатели, следбеници, соработници, едно убаво вечерно уживање, солистички концерт со наслов Душата на кларинетот, со убава хумана цел и мисија. Ајде најпрво, Ампе, да слушнеме како се роди идејата за овој концерт и концепцијски што се всушност истиот ќе понуди на присутните. Прошлата година во Битола имав јубилеен концерт и на овој концерт дадов ветување дека во градот во кој сум се родил, пораснав, ќе направам еден концерт. Еве, таа желба се оствари. Тој проект почнав да го планирам прошлата година во ноември, така да испадна и конкурс во Министерството за култура и тука тој проект беше подржан од нив. Еве, овој немил настан во Кочани, малце нели некои концерти, дешавања се откажано, сепак решив да го направам овој концерт и да биде од хуманитарен карактер. Што се однесува до концертот и целот проект, верувам дека тие што ќе дојдат ќе бидат навистина воодушевени. Имам позади мене прекрасни музичари, тоа се прави маестра во прав збор. Тука е Дамир Имери, Мишел Трајковски, тука е Орце Лазаров, Михаил Парушев од Лепи Сол, Ристе Плуковски, Радко Даутовски, Јане Рафаиловски, Нико Сребров, тука е Благица Павловска, Блага Петревска, Стони Николова, Благоа Груевски. Имаме прекрасна програма спремено. И свирам авторска музика. Моја музика, ја имам веќе 11 цедиња, доволно програм да можем да свирам моја музика и верам дека тие што ќе бидат присутни ќе излезат исполнети со многу музика. Не се сомневам дека таа музичка магија на вистина ќе биде извонредно уживање за сите кои што ќе обезбедат билети. Патем дали се уште има слободни билети за оние што утринава не гледаат да побрзат доколку сакаат да видат. Тие што сакаат можат на влезот од Дома армија, тука може да набават и онлайн. Има МК Tickets. Цената е прилично приступачна, да кажем, 350 денари го направивме тоа да биде така, да не биде некоја голема цена, а да може да биде сепак, нели. Тој што сака да дојде да може и на тој начин да донира за Кочани. И ние како музичари да дадеме еден свој допринос за сите тие фамилии таму. Секако почит за овој убав гест со кој што се покажува и таа хумана димензија твоја и големина, не само како врвен музичар, туку и како човек. После долги години работа некаде далеку во преку океанска земја, каде што имаш можност да свириш, да настапуваш во
престижни концертни сали, да работиш со светски музичари. Како изгледа сега средбата со овие твои колеги и пријатели тука дома, со кои што веројатно контактирате, меѓутоа не се гледате толку често колку што би сакале? Морам да бидам искрен. Тоа што го барам, јас не можам да го најдам надвор од Македонија. За она јас што го сакам само овде. Сепак Македонија е извор на музика, на квалитетни уметници. На жалост, колку има и не се ценети така колку што вредат, толку колку што вредат. Но ова екипа е наистина одбрана. Имавме вчера долга проба и веќе 2 дена пробуваме. Ја вчера не знам дека полетав од радост и од убавина како сето тоа звучеше. Тие што ќе дојдат, ќе свириме различни. Сепак ја започнав со македонски мерак и на своите почетоци свирав чист фолклорно. Сите овие години ја се надоградував, истражував, почнав да снимам и етно фолк, фьюжен, етно джез, така да имаме интересна програма. Не е чист фолк. Значи, тоа што е со маестро Дамир Емери, веќе сработувам со него од самиот почеток, тој стои за сите мои аранжмани, тоа звучи светски, тоа звучи навистина многу моќно. Секако оваа одбрана екипа и калибарот кој што истата го поседува навистина е со светски квалитет, а на наше задоволство и гордост е наша македонски изворени музичари кои што ќе се спојат вечер на сцената во таа преубава музичка приказна што ќе се случи. Спомена 11 албуми, многу работа, 35 години творештво, музицирање позади тебе. Да ни кажеш нешто и за твојата кариера таму во далечната Австралија? 2015 година, со сега веќе е покоен нашата легенда Милан Завков, имавме на свадба, бевме поканети јас и тој да свириме и тогаш пред да идеме ја веќе на Милан му кажав, викам Милан, ја сакам да продолжам во Австралија да пробам. И ми се отворија вратите, бевме во Мелбурн, дојдовме во Сиднеј. Полека ја добив најпрестижната виза. Значи веќе имам години, ја дојдов 40 години таму и многу е тешко веќе да добиеш. Иако сум канадски државјанин, живеев и у Канада, но пробав најтешката виза. Јас сум првиот македонец во Австралија кој има добиено најпрестижната виза како за уметници, тоа се вика Distinguished Artist Visa. Трајна виза, всушност. Distinguished Artist Visa, тоа е виза која им се дава на посебни уметници со посебни дарби и достигнување во нивниот живот. Морав да аплицирам, на сега дека што сум концертирал, да свирал по светот, многу музичари треба да застанат, но мораше една фирма Темби, тоа е како буфет, Селмер, Ямаха, тоа се вика Деви Темби, тоа е многу позната фирма. Директорот на таа фирма ме познава и ме знае каков музичар сум и тој застанат за мене и сите останати колеги од цел свет што ме познаваат и аплицирав и ја добив. Јас сум првиот македонец кој ја доби таа виза со траен престой за посебни достигнувања во својата област. Концертот кој што вечерва ќе се случи во Домот на армијата во 20 часот беше повод овие денови да престојуваш тука. Ќе имаш ли време малку повеќе да се задржиш во Македонија или обврските веднаш те влечат назад во Австралија? Ја би сакал да останам навистина, но после концертот веќе во 4 сатот треба да сум на аеродром, патувам. Во недела имам многу важна свирка во Сиднеј, мора да се вратам. Ќе дојдам пак летово, ќе дојдеме фамилиарно, но сега дојдов во понеделникот, тргнав во недела. И тоа во понеделник вечер? Да, австралиско време тргнав во 8, дојдов во 8 во Скопје. Многу долг пат, многу долг. Но кога се сака, све е лесно. Кога се сака нешто. Така, овој пат поводот е навистина прекрасен, овој концерт, оваа соработка со сите музичари што ги споменавме во овој разговор, не само што се инспирација и мотив за тебе, туку и за сите нас, кои што не смееме да го пропуштиме ова вечерашно уживање и спојот на вашите уметности, на вашите вештини, затоа што едноставно сите што ќе се појавите на сцената се музичари со навистина богато и долгогодишно искуство, професионалци во вистинска смисла на збор. Баш така. Тоа се врвни музичари. Еве, само неколку часа останува, значи, до крајот на концертот. Дали и денеска ќе имате проба или денес денот е малце резервиран за одмор? Од 1 сатот почнуваме веќе да се местиме, тонска проба, имаме голема екипа, светло, звучување, се до тоа треба да се синхронизира, нели?
Дали си задоволен од интересот на медиумите? Кратко време си тука, не беше лесно човек да те најде, да исконтактира со оглед на тоа што само 2-3 дена се во прашање, но мислам дека самата најава на концертот веќе предизвика едно солидно внимание помеѓу медиумите и нашата јавност. Ви благодарам на телевизија Алфа телевизија, бев усител, еве се после ова интервју со вас идам во МТВ. Толку колку што може, колку ми дозволува и времето, излегов и кажав мене. Оние што слушнале. Секој е добро дојде. Ампе, што уште стои на твојата годишна агенда, кои настани големи ќе одбележат оваа 2025 или еве да го кажам поинаку прашањето после сите тие успеси, плодна кариера, настапи во Македонија, Канада, Америка, Австралија, има ли уште нешто што го чувствуваш како неостварена желба и предизвик што треба доправа да се случи и да се постигне? Многу убаво прашање. Да, јас сум член на оркестарот на Иван Јако. Веќе овие прошлата година и препрошлата имавме 2 концерта, големи концерти во Сиднејската опера. Но неостварена желба ми е овој оркестар Драчево. Тоа е така го именував овој оркестар. Тоа сме во оваа екипа половина сме од Драчево. Јас сум роден и израснат во аеродром, но подосна живеев во Драчево. Ристе Плуковски од тамо, Елдин од Драчево, Дамир Имери имал живеено во Драчево, Јане, Елдин, пола од колегиве. И желбата ми беше да она што го имам и тоа што го имаме како музичари и одеш, да го презентираме на светски фестивали. Тоа веќе работам на тоа и верувам дека веќе ќе биде. Австралија, Јапан, Малезија, има најави. А со Иван Јако имам исто концерти за Америка, исто најава треба да имаме турнеја тамо. Работам на ново CD. Си имам свое студио во Сиднеј, така да денот го почнувам и го завршувам со музика. Изворот и понатаму тече. Има инвентивност, колку Бог те даде живот и здравје, понатаму твориме, работиме. Има ли нешто поубаво од тоа денот да почнува и да завршува со музика? Ампе, јас ти посакувам успешна реализација на сите предвидени активности, сите концерти и настапи ширум светот кои што стојат пред тебе и сум сигурна дека ќе ги одработиш одговорно, професионално, давајќи ја душата кога излегуваш на сцена, како и секогаш досега, а со нетрпение го очекуваме вечерашниот концерт Душата на кларинетот со почеток во 20 часот во домот на армијата. Еве уште еднаш овој разговор ќе го заокружиме поканувајќи ве да не ја пропуштите можноста да обезбедите билет, да бидете хумани, да ги поддржите семејствата на настраданите од Кочани и да уживате во солистичкиот концерт Душата на кларинетот на Илија Ампевски Ампе заедно со Драчево оркестар и сите останати гости што ги спомена: Благица Павловска, Блага Петревска, Стојна Николова, Благоја Груевски и изморедниот музички бенд што ќе го придружува нашиот виртуоз маестро Илија Ампевски Ампе. За ова јавување толку, се гледаме утре со нова тема и секако нов соговорник. Благодарам многу за ова линковско вклучување. Посакувам многу успех на Ампе и секако убав концерт вечер.